Таткото политичар успел и синот да го направи функционер. За овој чест пример во македонското општество знаат и децата, па затоа не сакаат да учат и стекнуваат знаење. Познато им е дека клиентелизмот и политиканството наместо образованието може да им донесе добар живот во Македонија. За да се смени состојбава, универзитетската професорка Весна Јаневска предлага општествени промени, пред се во образованието, а сето тоа да се темели на вистинските вредности на македонската култура и традиција. Јас се извинувам, но факт е дека огромен број неписмени луѓе или луѓе без знаење стекна почит, лажна почит де факто, но стекна почит во општеството. Дел од нив се стекна и со високи материјални богатства, а богами еден добар дел добија и високи државни функции, па и не само државни функции, други позиции, кои на младите луѓе им покажуваат дека знаењето не е најважно во овој живот. Се разбира, тоа е лажна слика, оти тоа не се трајни вредноси. Македонскиот образовен систем, темелен на културата и традицијата, би требало да го смени овој сегашен начин на образование, но и воспитување на учениците, смета Јаневска. Освен тоа, е добра прилика за суштинска реформа наместо многуте препишани реформи од другите земји. Ние треба да воведеме нови методи, нови алатки, мора да се модернизира македонското образование, но тоа, за да биде успешно, мора да се темели на македонската традиција и на македонската култура, инаку повторно ќе спроведуваме реформа која нема да даде успех. Суштинска промена во образованието и општеството е потребна и за да не заменуваат младите. Де факто, образованието е бесплатно за ученици и студенти, но не и за државата, затоа што се одвојуваат буџетски средства за тоа. Најдобрите, кога ќе завршат факултети, го фаќаат првиот воз и заминуваат во странство, па така едно од најсиромашните земји во регионот, Република Македонија, де факто ги финансира Германија, Холандија, Швајцарија и така натаму. Тие земји се разбира дека не се виновни за ништо. Виновна е целокупната состојба во нашата држава со сите овие фактори кои ги набројав, која де факто ги приморува младите луѓе да се иселуваат во земјата. Последната реформа, односно новиот концепт за основно образование, иако најавен од властите како приспособен на македонското општество, не е прифатено од населението токму поради несоодветноста на сегашните прилики.